Од идната учебна година сите основци ќе учат математика и природни науки по адаптирани наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Универзитетот Кембридж. Проектот почна пред 3 години и засега програмите се применуваат од 1 до 6 одделение, а од септември ќе бидат воведени во 7, 8 и 9 одделение. Со тоа адаптираните наставни програми по овие предмети ќе го опфатат целото основно образование. Оваа реформа ја постигнува целта. Тоа го констатираат и од самиот Кембридж Центар по спроведениот целосен мониторинг на воведувањето и примената на нивните програми и учебници во нашата земја. Годишниот извештај од мониторингот е со исклучително позитивна конотација и констатира дека реформата правилно се спроведува. Па така, Кембридж доаѓа до заклучок дека значително е зголемена интеракцијата помеѓу наставниците и учениците, што се должи на клучните особености на наставните програми, спирална настава по меѓународни стандарди, која вклучува решавање на проблеми, односно изнаоѓање на решенија за проблемските задачи за време на часот. Тоа пак според Кембридж иницира зголемен интерес кај учениците за следење на наставата, за вклучување во дискусијата и за размислување. Исто така, по однос на ефектите кои се постигнуваат кај самите ученици, нотирано е и полесно совладување и меморирање на потребните информации. Според директорката на Бирото за развој на образованието Весна Хорватовик, досега немаат негативни реакции од наставниците откако почнала примената на програмите. Секоја реформа раѓа различни реакции. Ние во старт знаевме дека ќе има известни негативни реакции и ги имаше. Меѓутоа, од кога започна реформата и од кога наставниците, прво тие, се уверија дека станува збор за подобрување на комплетниот процес, подобри наставни програми, подобри учебници, посовремени методи на настава, целиот процес најде на прифаќање. По заокружувањето на целото основно образование, оваа реформа ќе продолжи во континуитет да се спроведува и во средното образование. Примената таму веројатно ќе почне наредната година, зашто веќе се направени измени во законот.